Мудрост Соломонова, 3 глава. А душите на праведниците се во Божја рака. До нив нема да се допре никаква мака. Во очите на неразумните тие се како умрени, а нивниот крај се сметаше за пропаст. И тоа што тие заминуваат од нас како ништување, но тие живеат во мир. Зашто иако во очите на луѓето се казнуваат, надежта нивна полна е со бесмртност. Бидејќи малку казнети, тие ќе добијат големи добра, зашто Господ ги проверил и ги нашол достојни за себе. Тој ги проверил како злато во печка и ги примил како најсовршена жртва. Во времето на неговата посета тие ќе светкаат како искри среде стрниште. На племиња ќе им судат, над народи ќе владеат, а над нив Господ ќе царува довека. Оние што се надеваат на него ќе ја познаат вистината, а кои му се верни ќе живеат во љубов со него, заштото има милост и милосрдност за своите избраници. А безбожниците ќе бидат казнети за своите мисли, затоа што го презреа праведникот и отстапи од Господ. Зашто оние што ја презираат мудроста и поуката, несрекни се и надежта нивна е празна, и трудовите бесплодни, а делата некорисни. Нивните жени се неразумни, а децата лоши. Проколнат е нивниот дом. Блазена неродилка, која не се осквернила, која не познала незаконска постела. Таа ќе добие плод, кога светите души ќе бидат наградувани. Блазен е евнух, кој не направил беззаконие со рака и не помислил ништо лошо против Господ. За неговата вера ќе му биде дадена посебна благодат и најпријатен дел во храмот на Господ. Плодот на добрите трудови е славен, а коренот на мудроста е неподвижен. Децата на прелюбниците ќе бидат несовршени, а плодот на беззаконата постела пропаѓа. Макар били и долговечни, за ништо нема да ги сметаат. Нивната длабока старост ќе биде без почит. А ако умрат рано, нема за нив надеж, ниту утеха на судниот ден, зашто страшен е крајот на грешниот род.